Списанијата за деца се пример за едукација. Тие му помагаат на детето да ги развие своите способности, како креативноста, имагинацијата и литературното познавање. Годинава се навршуваат 80 години од излегувањето од печат на првите списанија за деца. Во 1945 година, на 3 јануари, Пионер го пробива патот на детските списанија во нашава земја. Која била инспирацијата и од каде потекнува првото списание за деца? Првото списание за деца е историски момент за македонската книжевност, литература, култура, е од големо национално значење. Зошто? Затоа што првото списание е излезено на 3 јануари 1945 година, а тоа е она учебна година кога 44-45, кога зачекорува во училишните клупи првата генерација првачиња, кои што имале чест и привилегија да учат на македонски јазик. Првото списание за деца е всушност првиот учебник, првиот печатен материјал од кој што таа генерација на ученици, не само првачињата, сите што запишале, што го продолжиле своето образование на македонски јазик, имале можност да прочитат нешто на нивниот сопствен мајчин јазик. Какви се содржини може да се најдат и да се прочитаат во списанијата за деца? Списанијата за деца се прилагодени на децата, нели нормално, меѓутоа со текот на годините секое списание добило своја целна група. Така Росица е наменета за децата од градинка и посебен бренд на Росица кој што е наменет за децата во прво оделение. Другарче е за второ и трето, Развигор за четврто и пето оделение. Имајќи ги во вид целните групи, така се прилагодуваат и содржините кои што се аплицираат во списанијата независно дали се книжевни прилози или ликовни прилози. Како следи процесот од самата идеја до реализација и создавањето на целото списание? За да создадете списание за деца или било какво списание, дневен весник, што и да е, уредникот мора да има свој концепт по кој што ќе работи. Концептите не се секогаш еднаш за секогаш дадени, концептите секогаш трпат промени, затоа што и околностите во кои што се создават се различни. Ако направиме ние една паралела од првите списанија кои што излегувале во сосема црно-бела техника, какви што биле можностите тогаш, па наликувале на дневен весник, не на списание како што е денес, веднаш ќе забележиме дека списанијата изгледаат така како што овозможуваат техничките услови во дадениот момент. Денес списанијата со сите технолошки можности кои што ги имаме и печатарски можности изгледаат многу поразлично од она што било некогаш, зборувам во визуелниот дел, меѓутоа содржинскиот дел, концепцијата горе-долу останала иста, само се прилагодува на новото современото дете и на темите кои што детето го интересираат. Ви благодарам. И за крај би сакала да ве прашам, бидејќи навлеговме веќе во историскиот момент, како се создава сите тоа, која била историјата, почетокот на првото, нели црно-белите списанија, па да ве прашам која е вашата идеја и како мислите дека во иднина би се развивале списанијата за деца? Тоа што е различно од тогаш е визуелниот пристап и она што денеска се работи и во самите списанија е навлезена дигитализацијата, како по пат на QR кодови кои што ние ги аплицираме во нашите списанија, веќе имаме создадено наши YouTube канали на кои што се аплицираат синхронизирани и видео материјали, значи да им се доближиме на децата на секој можен начин, пак во цел емисија на убаво пишаниот збор, затоа што знаеме дека во поголемиот број училишта веќе ги имат тие смарт или паметни табли преку кои можат да се уклучат на интернет и да вклучат содржина која што ќе им биде продуктивна и употреблива на самиот час. Омилените детски списанија Росица, Разговор и Наш свет се уште обстојуваат во време на дигиталната ера и докажуваат дека нивниот квалитет е вечен. Очигледно е дека детето што порано почна да се едуцира и чита и неговиот интерес ќе се зголеми низ текот на годините.